од едно буцкасто топче што било темно кафеаво црно. Гледајте што се случило. Каква боја, што значи ништо не е правилно на самиот почеток. Да, и испадна прекрасно куче, уште повеќе што и ете дојде и на дресура, значи тука се покажа интелигенцијата на уличните кучиња, можам да ја пофалам. Значи далеку е поразвиена, сега да не речам дека нели не се расните добри, меѓутоа зачудувачки е затоа што тие се на улица и со години се учат да преживуваат и тој ген се наследува, да, самите. Тој ген се наследува и досега сум немала проблем со воспитување на улично куче. Буквално немала проблем. Еве уште еден добар пример од моето лично искуство ќе раскажам. Значи јас чувам куча некои 10 години, ако не и повеќе. Јас на 10 застанувам. Значи Медос, ти го знаеш, исто кученце на некои 3 месеци земено од улица со многу болести на него и така натаму. Што се го најде својот иден дом, тоа е добро. Меѓутоа никогаш не очекував дека тој толку ќе ме изненадува. Значи имам куче кој што од дворската врата кој што значи би го ослободува доди малку да прошета, ако не ја заклучиме се подпира со едната рака вака, за другата само ќе отвара кваката. Дури е тоа неверојатно. Ти што ќе му кажеш се разбира, оди во кукичка, почекај и сега ќе јадеш. Значи неверојатна интелигенција. Нормално јас сум посветила време на воспитувањето. Првата година е најтешка, но веќе подоцна буквално се знае. И во некои ситуации се восхитувам на таа интелигенција поголема од на моите расни кучиња, барем јас можам да споредам. Да, затоа што кај расните кучиња се насочуваме за одредена потреба на тоа расно куче. Кучиња за влечење санки, работни кучиња, кучиња за придружба или нели такво слично нешто, ловечки, а овие единствена цел им е да преживеат на улица. И значи тој ген на преживување и таа интелигенција во таа насока сама се развива. И тоа што само ќе го научи најдобро го знае. Сега ми ги најде кај се наградите, за тоа ми го прави. Да докажа дека е паметна. Џабе јас ги скрив. Добре, ајде да почнеме со почетокот. Значи, што на првото што не треба да се прави или пак треба да се прави на самиот старт кога ќе земеме ева сега е актуелно да се вдомуваат кученца од Вардариште. Јас секогаш апелирам на оваа тема, дури јас во неколку наврати бев во Вардариште, земав цели легла, ги однесов во мојот дуќан и оттаму ги вдомуваме понатаму. Значи, како да се однесуваме кон овие мали нерасни кучиња на самиот почеток? Па исто како и со секое друго кученце, со тоа што прво добро, ајде, кученцето го земате од улица, не е лошо да се отиде прво на ветеринар, значи да се направи една комплетна проверка, што исто тоа јас би го направила и со расно кученце. Оли, таа по наградите си. Кога може да, вака е цело време свртена. Ули, дојди малку ти кај мене, дојди малку јас да ти помогнам тебе да се сликаш. Добре, веќе може да ја гледа. Даун, сет. А и англиски разбира? Научи англиски, да. Низините собственици се странци и работевме на англиски, така да кучето знае и македонски и англиски. Ете колку се паметни, да. Значи покрај школа за воспитување учиме и англиски со кучињата. Прекрасно. Значи, прво ќе се отиде на ветеринар, што истото важи и со расните кучиња, без разлика од каде доаѓа, значи добро е да се отиде на една проверка и каде, нели кој ветеринар сте го избрале, да си каже како одише има на вакцинација, прочистување од глисти, што е многу битно за здравјето на кучето, па и за нашето здравје. И понатаму, значи, можете да добие некој совет како нели за она основни физиолошки потреби, мада кучиња од улица скоро никогаш немаат проблем со одење во WC дома, затоа што тие биле на улица, тие се навикнати да го прават тоа надвор, што е многу битно, значи многу полесно ќе се поминете, да, многу полесно ќе се поминете со такво кученце. Ова е сега игра на Ова е играње, да, ние не сме се виделе денес од попладне, така да сега сакаме да си играме. Таа е 7 месеци, млада е, да, сака да си игра, сега ли си игра и не достига тоа. 7 месеци мислам дека има повеќе. Но сепак како научила на 7 месеци до 7 месеци да се однесела како што треба да слуша наредби, тоа е успех. Бидејќи знаеме дека обично велат оке онаа почетна дресура од 3-4 месеци, но вистински можеме да очекуваме резултати по првата година, така? Вака, значи, вака јас би го кажала тоа. Значи треба да се почне на 4 месеци, максимум 5 и пол, затоа што тогаш кучето е на возраст како дете во прво оделение. Ако се помине таа возраст, фактички сте го пратиле детето во прво оделение кога веќе би требало да биде 7. Значи не сме име да ја поминеме таа возраст за основна обука. Таа основна обука ја поминуваат и оние кучиња работни што се, значи на тие 3-4 месеци. Сега, значи тој месец на обука што поминуваат кучињата сегден, без разлика дали кај мене, дали на папи класесна страна како што имаат нели организирано. После тоа собственикот продолжува да работи, се зацврснуваат тие команди, тие навики, значи таа насока што му е дадена на собственикот, и после 9-тиот, 10-тиот месец кога ќе помине тој пубертетски период кај нив, излегува тоа што сме го створиле. Значи како карактер, како индивидуа, како куче, какво треба да биде понатаму.
Значи затоа ете, како што кажа ти, после 9-тиот месец го добиваме тоа што треба, значи кога наполно ќе созрее куќето и све она што сме го вложиле до сега испаѓа на виделина. Така. Го добиваме тоа што го сакаме. На каков начин се постигнуваат највеќе успех? Резултати, па сигурно со добро, затоа што еве поготово сега темата ни е дека нели улично кученце имаме тука, не е веќе улично, меѓутоа Беше некогаш. Беше некогаш. Тоа е во потеклото. Уликам. Значи, со нив мора да се постапува благо. Тие кучиња во крвта имаат или ете во геното на што се вика страх од тепање, од малтретирање, од секојдневно ете такви доживувања на улица. Ако со тоа куче поставувате грубо и со тепање нема ништо да постигнете, само ќе добиете истравматизирано куче што ништо нема да слуша и што ќе се плаши од вас. Да. А тоа не е подобар живот. Да. А тоа не е подобар живот од оној на улица. Еве и во дуќанот кај мене на календарот и во што во позадината. Дајте го, тоа е едно од оние кучиња кои што јас ги вдомив. Еве слободно можете да зумирате. Тоа е мојата Дона со која што јас се гордам. Значи во очајна состојба јас имав од Вардарешти и тука сакам еве да потенцирам дека од таква куча гледате што направив, го направив и звезда. Не знаете колку слуша и буквално не знае како да ми се заблагодари. Така, тоа е уште еден плюс кај нив, да. За тие теми, значи можам утре да отворам. Што значи социализација во превод? Значи да му покажете на кучето како да живее во својата околина. Значи, ја ти го збирам. Ќе земеш да пуштам или? Слободно. Така. Валјда нема да уништам само емисијата. Па ќе си игра. Значи, ајде јас да ја свирам. Ули кам. Онај веќе каде. Колку е темпераментна, Боже. Па има нешто териерско во нејза. Има да личи. Дефинитивно. Се извинуваме малку за ова што направивме хаосот. Па со кучиња. Па да, шоуто. Не би било шоу. Сега те сака готово. Не сакаш, а? Ако и дадам нешто. Уликам. Знам дека разбираш све што кажав, ти ме разбра. Уликам. Добро. Сети. Продолжуваме. Социализација. Значи, кучето да го научите да живее со се она што го обкружува. Да знае како да се однесува во цивилизација, значи сообраќај, луѓе, други кучиња, деца, кучето трошатка, често шетање на различни места, да знае во кола, да знае на кајфче да оди, да можете да се седнете со незе во кафич, значи да сето тоа што не обкружува нормално да го прифаќа, да биде научено на се. Значи кучето не е само за во двор еднаш неделно, месечно да го прошетате и да не знаете што со него. Да. Значи кучето мора да се дружи, да се социализира и со други кучиња, и со луѓе, и со деца, и со возрастни, значи да научи во секаква средина да биде сталожено мирно или пријателски расположено. Треба да научи нешто основно да можете со кучето нормално да живеете и да немате проблеми. Да. Ули? Sit. Good puppy. Цртате малку натаму. Ули, sit. Sit. Stay. Stay. Ули, come. Не. Sit. Stay. Ке мора понавака затоа што овде имаме светло. Sit. Down. Колку е возбудена? Не. Добро. Добро, па сега на настап е јавен Sit. настап. Down. Stay, Uli. Stay, Uli. Stay. Up. Good puppy. Good puppy. Come. Sit. Down. Stay. За колку време ова се не Од прилика месец дена. Стварно? Да. Од прилика месец дена, секојдневна работа. Значи, по 2 пати на ден со кучето, доаѓаат и собствениците, многу е битно. Браво. Значи, да знаат кога ќе си го земат, што да прават со него. Значи нема глупо куче, треба Не само постои. малку ангажман, малку упорност и секој кученце може да биде прекрасно. Така е. И како И да член знае што да се очекува од него, Така е. да. Нема да се има нервоза, реални нема проблеми. очекувања, да се знае што сакате од тоа куче, зашто сте го земале, што да очекувате и што да барате, ќе ви возврати уште повеќе од тоа што сте го Да, очекувале. или она што мене секогаш ме иритира тоа е дека луѓето немаат време воопшто, шутни бутни кучева, значи никаков однос кон него и потоа очекуваме добра куче. Не, Не е возможно, не може. тоа нема представа што треба да прави. Така е, како и Тотален дете. хаос е. Ако детето не го воспитувате и не го насочите, што ќе стане од него еден ден? Значи тоа е истото, треба да се вложува. Тоа е живо суштество на кое му треба насока. Поготово кучињата бидејќи се социјални животни. Им треба насока, им треба водич, им треба некој што ќе им покаже што да прават. Да. Затоа што они се во наша средина, не се во собствена средина. И ние во крайна сме семејството. Така, да. Попримат од нас. Добро, има уште нешто да се додаде на оваа тема? Па ете, би сакала да апелирам што повеќе кученца да вдомуваат вака, затоа што на вистина ќе се усреќат
Нема. Во Вардари тоа може да го направат секој петок и сабота од 9 часот до 13. Прекрасни кученца, штета е, нели? Да, кажи ми само уште една работа да ти искористам. Дали мора секогаш да биде мало кучето или големо куче, веќе да кажеме